Оваа акција, делење на пакети, ја спроведувавме со цел на некој начин да им помогнеме на најранливата категорија на пензионери кои што имаат кои што се со многу ниски примања. Акцијата ја спроведуваме и му благодариме на градоначалникот кој што се не само во оваа акција, туку секој пат го има поддржано Сдруженијето на пензионерите, било со парична помош, било со друга логистика, со обезбедување на терени за спортски игри, со обезбедување на сала, за обезбедување на различни други манифестации кои што сме должни ние да ги изведеме. И заради тоа ја користам оваа прилика да му се заблагодарам од мое лично име и од името на сите пензионери за поддршката што градоначалникот ни ја покажува овие години додека е тој градоначалник. Колку пензионери сте детектирале? Ние сме детектирале сега околу 10 пензионери, заради тоа што тоа се поголеми средства и ги одбележуваме, па нареден пат кога ќе имаме акција ќе дадеме на оние пензионери кои што не се опфатени сега со оваа донација. Донацијата се состои од прехранбени производи кои што ги обезбеди градоначалникот на општина Делчево и од средства за лична хигиена кои што ги се обезбедени од страна на Црвениот крст. Општина Делчево секој пат активно и перманентно е вклучена во хуманитарни акции и денес иако соочени со оваа светска пандемија на светско ниво, која што не зафаќа сите нас, но најпогодени се социјално ранливите категории граѓани на нашата општина и сегде во светот. Така да општина Делчево одлучи да се вклучи во акцијата на хуманата мисија која што ја организира Сдруженијето на пензионери Делчево и стои општинската организација на Црвен крст од Делчево, за да помогнеме на пензионери кои што се наоѓаат на територијата на општина Делчево, а се наоѓаат во оваа социјално ранлива категорија на граѓани. Така да и со оваа акција хумана мисија сакаме да испратиме една порака и од Сдруженијето на пензионери од Делчево и од општинската организација на Црвениот крст од општина Делчево дека нашите граѓаните на општина Делчево не се оставени сами на себе и дека секогаш се бараат начини за да им помогнеме во било кој аспект во животот. Денес ќе се поделат прехранбени пакети на пензионери и во градот Делчево и во руралните средини по однапред направена анализа од страна на Сдруженијето на пензионери во Делчево. Јас ја поздравувам оваа хумана мисија, оваа иницијатива од Сдруженијето на пензионери во Делчево, изразуваме огромна благодарност и до општинската организација на Црвениот крст од Делчево, кои што секој пат се подготвени за да помогнат на луѓето, на нашите граѓани на кои што им е потребна оваа помош. Исто така сакам да истакнам дека општина Делчево и понатаму ќе остане отворена во секоја прилика, во секоја иницијатива за ваква хумана мисија и на Сдруженијето на пензионери од Делчево и на општинската организација на Црвениот крст од Делчево, за да бидеме како партнери и да се вклучиме во хуманите мисии, но секако остануваме отворени и за други организации кои што сакаат вакви хумани мисии во однос на помагање на нашите граѓани да спроведуваат на територијата на општина Делчево. Имаме ли бројка колку вакви досега пакети во соработка со општината се поделени од почетокот на пандемијата? Од почетокот на пандемијата до сега се поделени над 40 пакети на социјално загрозени семејства. Ова акција ни е намерена за пензионерите. Пензионерите се предложени од страна на Сдруженијето на пензионери од Делчево, а се поддржани од страна на општина Делчево и градоначалникот во делот на прехранбените пакети, а од наша страна се обезбедени хигиенските пакети. Значи, да истакнам дека благодарение на нашата соработка со општина Делчево и градоначалникот и Сдруженијето на пензионери имаме прекрасна соработка што овозможува да им се помогне на што поголем број на пензионери и граѓани и што ова институционална поврзаност овозможува на нашите граѓани да им се намали страдањето. Значи, да искористам оваа прилика да истакнам дека наредната недела ни е недела на солидарност, па да ги повикам сите граѓани и приватниот сектор кои се во можност да донираат дали парични средства, дали прехранбени хигиенски артикли во нашата организација или на сметката која ќе биде објавена на нашата Facebook страна.
со тоа да се овозможат што е поголем број на средства за да помогнеме на што е поголем број на граѓани во пресрет на великденските празници и на Рамазан Барим.